Во услови кога не функционираат извозот на домашниот ориз, кога прометот на домашниот пазар е речиси блокиран и кога поради сето тоа цените се девалвирани, земјоделците производството го одржуваат благодарение на субвенциите од државата. На околу 2 месеци пред стартот на сеидбата на новата реколта нема најави дека залихите ќе бидат потрошени или дека ќе се случи некој позначаен извоз. Токму затоа еден од условите за квалитетна сеидбена кампања е исплатата на заостанатите средства по основ на субвенции кои на земјоделците им се потребни за набавка на нафта, семенски материјал, вештачки ѓубрива и слично. Треба да се има во предвид дека во изминатите години владата имаше определено првична субвенција од 200 евра по хектар, па подоцна во услови кога не одеше откупот да се определат уште 300 евра по хектар или вкупно 500 евра по хектар за оризова површина. Третата субвенција, која имаше едномесечна важност, беше определена по предаден килограм арпа со тоа што земјоделците беа поделени по групи, во зависност од површините под ориз со кои располагаат. За до 2 хектари оризни ниви субвенцијата изнесуваше по 5 денари за предаден килограм оризова арпа во откупно-преработувачките центри. Тие што имаат од 2 до 10 хектари добија по 4 денари и земјоделците кои поседуваат над 10 хектари земјоделско земјиште на кое одгледуваат ориз добиваа по 3 денари за килограм предадена оризова арпа кај откупувачите. Меѓутоа, овие мерки, освен краткотраен ефект, не ги решија проблемите во оризопроизводството. Тоа се чувствува сега, уште повеќе ќе се почувствува на почетокот на новата производствена сезона, бидејќи може да се очекува во услови на политичка криза земјоделците да бидат препуштени сами на себе. Практично ќе немаат со кого да преговараат околу некакви олеснувања или финансиска помош за набавка на квалитетни репроматеријали.